Дали сте ги разгледале програмите на кандидатите за председатели? Да, за Стево Пендаровски, да. Мислам на двајцата, тројцата кандидати. Па не, сега за Стево Пендаровски, пусто не поминале уште. Програмите не сум ги добил. Она што гледам на телевизија, тоа гледам. Мислам тоа нема да биде некој голем проблем. Секогаш даваат програми, па така не се држат до нив, така да многу на тие програми не верувам. Што ќе ве води вас доколку излезете да гласате? Имате ли некоја слика? Како немам слика, ова ми е моја земја, за кого ќе се гласам? За мојата Македонија и крај на се. До сега, 30 години самосталност, видовме што нудат, што прават и сите до сега не ми задоволиле. И затоа не знам, дури решив више да не одам да не гласам. Ќе излезам на гласање, имам кандидат за кој ќе гласам. Запознаена сум со програмите. Не, меѓутоа знам за кого ќе гласам, така да тоа. Кој што слушам на телевизија, едните се бави со правда, другиот се бави со НАТО и ЕУ. Од тоа што ќе се случи, зависи, мислам дека правдата е недостижна кај нас и не знам, коментар немам за тоа. Зошто недостижна правда? Па гледате што се случуваат. Гази човек на улица, 3 години му дава казна, 4 па намалува на 3 години, штета млад живот сгаснал некоја со таквија пресуди. Не верувам во ниво судство, во ништо. Па земено на телевизија многу убаво нудат. Но што понатака ќе се реализира, не знам. А тоа е најбитното. Мислам, ги видов дека има нови програми од нивна страна и исто така видов дека ги поканиле на некои дебати или нешто така за животната средина да се произнесат, меѓутоа не видов дека има одговор од нивна страна, за мене е тоа клучно прашање, така да кога ќе имат нешто да кажат за тоа, сакам да слушнам. И тогаш може ќе се одлучам. Све нудат, а ништо не исполнуваат. Тоа од мене. Ќе гласате ли на овие избори? Ќе гласам, али ради култура. А очекувањата како? Ништо не очекувам. Ништо. Бога ми ништо.